informi nin kiom estos preta lia lernolibro, kiun li preparas jam Mi jam multe. longe laboras tiu libro, sed mi devas diri ke verŝajne post kelkaj monatoj estos preta. Драги гледачи, дали го препознавте овој Експрес- убав мелодичен јазик? Јас се обидувам помалку се зборува за една нова книга, за еден нов учебник. Јазикот ќе ни го открија другарите што се овдека, на кој јазик зборуваат, а јас се обидувам помалку да го разбирам. Ке ве молам, другар Коцевски, кажете ни за кој јазик, на кој јазик зборувавте досега? Овде се зборува на есперанто, меѓународен јазик, како што рекол некои другари, имало и други меѓународни, меѓутоа можам да кажем дека единствено сите обиди за меѓународен јазик, есперанто е надживела сите тие кризи што има и сега е стварно есперанто станал светски меѓународен јазик. Друго е прашање колку е негова распространетост, на колку континенти и така натаму, меѓутоа факт е дека тоа е во постојан подем. Јас би ве прашала зашто, например, еден од светските јазици досега, францускиот, англискиот и ред други јазици кои што се јавувале со текот на економската моќ на народите, не се усвоил како јазик кој што ќе биде меѓународен. Јас би ви кажал нешто за тоа. Познато е дека такви обиди се правени целата човекова историја, некои од така наречени големи јазици, а тоа се во главном големи јазици затоа што припаѓаат на многу моќни нации, да бидат меѓународни. Меѓутоа, вечното прашање кој е најубав попречува некој од нив да биде навистина меѓународен. Затоа што многу јазици, ја би рекол, сите јазици се многу убави, сите си имаат своји убавини, а денеска сите се толку богати што не би требало да се зборува дали некој е доволно богат, моќен или не да биде меѓународен. Единствена можност за рамноправност меѓу јазиците е некој меѓународен јазик кој што не припаѓа на никоја нација. Токму затоа за овие 100 години, велам 100 години кои што на прв поглед може би изгледаат многу, меѓутоа за вакви идеи големи тоа е сепак мал период, успеа да стане јазик некој што се пишува огромна литература и кој што веќе има полн илустриран речник со ваков формат кој што е рамен на речници од сите големи јазици. Така да во лингвистичка смисла на зборот нема проблеми со овој јазик. Би сакал да дополнам нешто. Живеве, така наречени живеве јазици, например, француски јазик бил меѓународни јазик. Тој се употребувал во дипломатија, али ограничен. Малце луѓе го Или латински у средни век. Поради својата економска сила и доминација во светот, и англискиот се наложил како меѓународен, али исто ограничен. Многу тешко било да дојде на различни скупови англискиот да се savlada. И оние што го savladувале биле неравноправни во разговорот со англичаните. Никој не можел да го savрши така англискиот како што разговара еден англичанец. Секогаш овие другиве ги сметале некако вака. Преучени некако. Али во случај на доминација на есперанто како меѓународен јазик, сите би биле равноправни. Ако јас морам да го учам есперанто, и англичанецот би морал да го учи, и во тој поглед би биле равноправни. А како во светот сега се појавува стотици нации, нови кои до сега ги немаше, јас верувам од едината мора да го наложи еден ваков равноправен интернационален јазик за општење меѓу нациите. Другар Владимир, кој е првиот основоположник на јазикот, така како би го рекле ние нашки, таткото на овој јазик? Есперанто уште пред 100 години го предложи полскиот лекар Лудовик Лазар Заменхов. Простудирал скоро се до тоа што било направено на тој план на меѓународен јазик и дошол до констатација дека сите дотогашни проекти за меѓународен јазик, кои што ги имало неколку стотини, не успеале да заживеат затоа што биле измислувани. Во вистинска смисла на зборот правени. Он се обидел и јас тврдам дека успел да направи синтеза, многу успешна синтеза на она што инаку се создавало во доменот на меѓународната терминологија, во доменот на, така да речем, меѓународниот јазик.
Негова предпоставка било дека после долго време, можда после векови да речеме, овој свет со развитокот на другите средства за комуникација, сигурно и тоа средство за комуникација меѓу луѓето ќе се роди спонтано. Он открил дека уште во негово време, през стотина години, голем број илјадници зборови се меѓународни, се интернационални. Така да основата веќе била создадена што се однесува до фондот на зборови. Он открил дури и дека многу граматички правила, многу граматички системи се позајмуваат од еден јазик во друг. Така да, после 20 години работа на овој проблем, негово било само тоа големо искуство, тоа големо познавање на тој проблем, што се вели јазик, да го стави на книга како предлог и он напишал учебник кој што немал повеќе од 35 страници и го издал под псевдоним Есперанто. Другар Целаковски, какви се можностите на есперанто јазикот? Есперанто е заснован, би рекол, на многу сречни основи. Прво, лексиката му е интернационална во главен дел, а второ, граматиката му е едноставна, кратка и би рекол доведена до совршенство. Но од друга страна и многу изразна. Поради тоа и поради богатството на изрази и на форми, есперанто е згоден за употреба во убавата литература, во уметничката литература, и досега тој се докажа било со преводи од национални јазици на есперанто, било со оригинални дела напишани, ги има доста во голем број. А еве имаме и некои и на македонски јазик, гледам, ова прв пат ја гледам, Македона и Попола и Раконтој, издадена неодамне во Загреб 78 година. Па од македонски, јас од порано го знам уште о романот од Благоја Иванов, Вентој ветрови. А велам, уште еднаш да повторам, дека можностите во уметничката литература се доста добри. Од друга страна, прецизноста на изразот пак дава големи можности на есперанто за примена во техниката, во техничката литература. И на тој план е работено доста. Има приличен број терминолошки речници од разни области на науката и техниката, се разбира. Има разни списанија на есперанто, научни списанија, еве едно од нив излегуваше до пред 2 години во нашата земја, потоа седиштето се префрли во Чехословачка, тоа е Сциенца ревуо, например. А инаку има и други за популаризација на науката и техниката Хомока и Космо, човекот и космосот. Но тоа се само примери, велам, а има богата литература за тоа и досегашните случаи, овие примени на есперанто во техничката, во научната литература се покажа многу добри и со големи можности. Другар Дизе, како се развивало есперантското движење кај нас? Па јас не можам да кажам за целиот тој историјат, јас ќе кажам како сум го јас гледал развитокот на есперантското движење. Имено јас сум станал есперантиста благодарение на еден добар комуниста во Прилеп, Танасије Илич, адвокат, имаше канцеларија и во неговата канцеларија прв пат ја слушнав за есперанто, се заинтересирав, најдев од Загреб учбеник и станав есперантист. Јас бев како есперантист многу активно, сите другари околу мене почнаа да учат и во Прилеп се створува едно широко есперантско движење. Цел ни беше да створиме и организација. И со сите сили настоевме некако како да створиме, ние деца бевме, мали, младинци, како да створиме есперантска организација, негде да се збираме легално, да имаме здружение. Со други зборови, тоа не било само јазикот, туку била идејата. И идејата, ние мислевме ти со јазикот, тоа е нешто напредно, нешто прогресивно, нешто за слобода. Ние веднаш како деца го поврзавме тоа.
братство, единство со народи, разговори на таа основа организација да направи. Јас веднаш побарав правила да ви прата од друштвото Загребачко. И тие ни прати. Јас таму во оваа канцеларија, кај тоа нас ги препишавме, сменивме име, таму Прилеп направивме и предложивме до началникот, до началството, да се направи есперантско друштво, да се оснива. Таму се сретив јас еден полициски писар и кај него го однесов. Тој ми рече, па јас сум есперантист. Ако се есперантист, подпишам се. И тој се подпиша на предлогот за формирање. Меѓутоа, кога отиде тој предлог кај началникот му кажа, како ти ова антидржавно друштво ти да се подпишеш, тоа ти ги скрткал не. Подпису негов и ни ги врати, не може да се формира. И ние го сметнеме од тој обид, прв обид на есперантското движење организирано, да дојде до организирана форма, меѓутоа беше неуспешно. Се наоѓаме во просториите на есперантското друштво во Прилеп, Ла Прогресо. Меѓу нас се другарите Галески Методије и Ристо Стојановски и би ги замолиле да ни кажат нешто за активностите на ова друштво и за неговиот развој. Есперантското друштво Ла Прогресо Прилеп постои од 1928 година, иако уште 1924 година другарот Дизе со неколку своји содругари почнува да работи на есперантско поле. Со неколку прекиди 28, 34, 40 година поради својот напреден карактер, активноста на ова друштво бидува забранета, затоа што во неговите редови учествуваат видни народни херои и првоборци. По војната е формирано за прв пат во 1963 година и од тогаш па се до денеска тоа активно работи на повеќе полина. Главна активноста на есперантското друштво се одвива преку есперантските курсови. Ние секоја година одржуваме од 1 до 3 курса, завршува просек околу 15 души. А исто така сме на мислење да наскоро формираме и така наречен втор степен, односно Б курс. Активност се одвива и преку издавачка дејност. Ние досега имаме направен обид за издавање на речник, почетен речник, тоа беше некаде 66 година, а додека издаваме и речник на есперантско-македонски јазик, јас и еден колега Ѓорѓи Попаданасов од Скопје, а во теки издавањето на првата македонска антологија на есперанто, која е од поезија и проза, преведувана од видни есперантисти кои го познаваат солидно македонскиот јазик и содржи 43 автори, а големината, не знаеме точно, но не би се движало неколку 160 страници. Тоа се наши автори? Тоа се македонски автори, стапени на есперанто, почнувајќи од Константин Милодинов до наши дни. Во вашите простории погледнав некои касети со филмови, а исто така и некои боксови со плочи. Дали се тоа плочи и касети на есперанто? Да, нашето друштво располага со една доста добра дискотека со филмови и плочи на есперанто, како на забавен карактер, така народен, а исто така имаме и курсеви на есперанто. Исто така располагаме со доста богата литература, према мислењето на стручњаците, најбогата во Југославија, со преку 1600 книги, а покрај тоа и преку 260 книги за слепи есперантисти. Другар Ристо, 1976 година во Прилеп е одржан Југословенскиот конгрес на есперантисти, 20 поред. Кажете ни за темите кои беа застапени на овој конгрес. Видите, некаде во период секои 4 години во Југославија се одржуваат југословенските есперантски конгреси. И темата на конгресот во Прилеп, 20-тиот конгрес, беше есперанто во многунационалната Југославија. А овој конгрес иначе беше еден од најмасовните досега во Југославија, бидејќи имаше учествува некаде од преку 40 земји есперантисти, и така да имаше есперантисти дури од далечне Нов Зеланд. Понатаму беше исто така на конгрес учествуваше, беше присутен и председател на Светскиот есперантски сојуз.
имаме голем број есперантисти од надвор, што до сега не било случај во нашите национални конгреси. Во есперантското друштво Ла Прогресо од Прилеп, покрај другата богата литература која што ја има ова друштво, веќе постои литература за слепите. Би го прашале другарот Ристо Димовски да ни каже што значи за него оваа литература. За мене оваа литература значи информација и дознавање во светот како се живее и како работат луѓето. Другар Димовски, јас би ве замолила да ни кажете од кога вие учите есперанто. Јас учам есперанто од 53-та година и па наваму. Преку есперанската литература, бидејќи друга литература јас не можам да читам, там е единствен извор на информации. Во друштвото ги сретнавме и најмладите членки на ова друштво. Ке ги замолиме сами да ни се представат. Симоновска Сузана. Алекса Скамара. Илиоска Цветанка. Колку години го изучувате овој јазик? Есперантото го изучуваме 2 години, иако кратко време ние доста научивме од овој јазик, така да сме спремни да одржуваме и курсеви. Овие курсеви ги одржуваме во основните училишта. Мислам, тоа е едно училиште, Кирил Гавриловски Јане. И малце за нас секако тоа е необично, да се најдеме во улога на учители и наставници, меѓутоа сепак мислам дека добро се снаоѓаме. И јас верувам во тоа. А кажете ми каков е интересот меѓу младината во Прилеп за овој јазик? Па интересот е доста голем и доста поволен за изучувањето на овој јазик. Меѓутоа, во однос на младината која што е во работните организации, интересот кај средношколската младина и кај младината која што се наоѓа во основните училишта е поголем. И јас како крај на овој разговор, наш краток али добар, би сакала нешто да прочитате, за да ги увериме гледачите дека стварно знаете есперанто. Па добро, зашто да не една кратка песничка, тоа е Амо кај сонџо, што значи љубов и сон. Лунге вин атендас ми, седневена сви, ми флорето сурла камп плорас думла темп, ми малграјас провин, субчел сен лун. Би сакал да кажам од овој први мој контакт негде беше околу 23-та година. И јас се сметав за прв есперантиста во Македонија. Такво беше мој уверување. Меѓутоа во контакт со Малинска ми покажа таа кореспонденција и разбрав од татко е бил ушо турско есперантиста после 10 години од кога се појави првиот уджбеник на есперанто. И ние бевме одушевни, почнавме да трагаме како што и тоа утврдивме со негова кореспонденција кај што се допишува и така да првиот есперантиста во Југославија во сушност во Македонија. А тој самиот пишува прв есперантиста во Европска Турција, во Европска Турција. И тоа е точно, тоа сакав да додадам јас во тој период. Се уште нешто би рекол овде. Меѓу есперантистите и ова работничка секција која се формираше, се разви една дискусија. На времето таму, во Белград бев јас 33-та, 32-та година, 31-та, во тој период, во она најцрна диктатура кога беше фашистичка во Југославија. Што е за есперанто? Дали е есперанто цел сам по себе или е па есперанто средство за да се реша многу проблеми во светот? Ние работниците одевме есперанто средство. Со кое можеме ние работници да се разбериме, да се помогнеме и така натаму, а друге па имаше есперанто само за себе, како некоја идеја, есперантизам или не знам како, така да тогаш имаше вакви дискусии. Мислам дека една основна карактеристика на есперанто е таа што тоа е јазик на меѓународно разбирање и мир. Мислам дека тоа мото беше присутно во сите активности што сме ги имале како есперантисти и што сме ги имале како, да кажам, учесници во работничко движење и подосна. Основно тука сакам да кажам дека во химната на есперанто е содржана таа суштина, таа карактеристика која што повикува на меѓународно разбирање, на мир, а не на крв, не на сабија и слично. Јас мислам дека посебно треба да се истакне во движењето на есперанто дека
Тоа е многу лесен јазик за изучување и затоа многу прихватлив и затоа многу беше присутен сред работничка младина пред војната и во текот на војната. Затоа што лесно се научуваше, создаваше можност да се кореспондира со луѓето од други земји, да се успостават пријатели, да се запознават со култура, со обичаи, со животот на другите народи и со тоа навистина да стварат представа за светот. Јас сакам посебно да истакнам дека во Куманово уште 26-та година се држи еден состанок, клуб на есперантисти со идеја да се формира друштво на есперантисти и да се покрене изучување на есперанто. Нашиот еминентен писател Васил Лилски, тој е професор во Куманово, тој држи реферат на тоа советување и од тој фактички започнува тоа. Сепак мислам дека е потребно да се каже и ова, затоа што тој е период кога се јавува тоа движење во Прилеп, дека произлегува од резолуцијата на 20-тиот конгрес, на Вуковарскиот конгрес на Комунистичка партија на Југославија, во која резолуција се зборува дека сите комунистички есперантски друштва треба да представуваат секција на Комунистичката партија. Според тоа, тогаш се и, така да кажем, зазема еден поактивен однос на партијата и на другите прогресивни сили за изучување на есперанто и внесување. Можем да кажем дека особено и во пред војната, а и во војната есперанто ни служеше како еден добар дел на мобилизирање на прогресивната младина и вклучување во револуционерна борба. Од досегашното излагање слушнавме дека есперанто јазикот имал голем придонес и во работничкото движење. Еден конкретен пример јас би изнесол во врска со тоа. Ние во Белград 32-33 година се створи широка партиска организација и покренавме, издававме лист, илегален, партиски лист. Тој фигурираше како орган на КПЈ, на Комунистичка партија на Југославија. Тој лист јас го уредував и за надворешните рубрики, кај што сакавме да го покажеме движењето на работничката класа во различни земји, поглавно ни служа како извор есперантски информации. Имаше, излегуваа прилично билтени од неколку поразвиени земји и во тие билтени стално се изнесуваше информации за работничкото движење и ние отаде пренесувавме во илегалниот лист. Исто така тогаш ние користевме некои теоретски работи за марксизм, кои излегува на есперанто, ги преведувавме и ни служа како есперантска литература, марксистичка, која полесно се добиваше во Југославија отколку не е есперантска, југословенска. Така да есперантското движење и со работничкото движење, нашето работничко движење беше тесно поврзано и есперанто прилично ни послужи за таа работа. Какви се сега активностите на есперанто во Македонија? Сега јас би кажал кратко и концизно за тоа. Пред се би рекол каква е положбата на есперантското движење воопшто во светот. Сите есперантисти се организирани практично во местни друштва. Постои една светска есперантска организација која се вика УЕА, Универзала Есперанто Асоцијо. Таа го издава овај весник. Таа светска организација има скоро во 80 земји своји локални организации, местни земски организации. Кај нас во Југославија постои Југославија Есперанто Лиго. Во таа лига се организирани сите републички лиги, вклучувајќи ја и Македонската Есперантска лига. Југославија Есперанто Лиго издава свој лист Вочо, веројатно овдека го има негде меѓу овие хартии. Порано излегуваше Ласуда Стело, тоа е Вочо што сега излегува, иначе многу убав многу убаво списание. Ние, Македонската есперантска организација издава свој лист Естонто, тоа е ова. Последниот број излезе минатата година, во него е углавно материјалот на свеченоста која беше приредена во Куманово. Кратко за Македонија да кажам, дека преска другарот Дизе кажа дека кај нас во Македонија 50 години веќе постои есперанто.
ako računаме дека je to od 1927. godina koga je napraven obid za formiranje na esperantsko društvo во Прилеп. Овдека во Скопје постои есперантско друштво La Progreso, тоа е формирано некаде 1953 или 4 година, така ли беше, Бранко, некаде? Постои исто така железничарско есперантско друштво La Suda Fervoisto, постојат есперантски друштва во Прилеп, во Куманово, во Охрид, во Струга, во Кавадарци, во Струмица, во Кочани има обид да се формира исто така. Многу е значајно дека во 1976 година овдека во Македонија се одржа 20-тиот есперантски конгрес на есперантистите на Југославија. Потоа 79 година една стручна организација железничарска ЈАФЕ одржа свое редовно годишно собрание во Охрид едновремено со годишницата на есперантското железничарско друштво. Потоа, минатата година се одржа една исто така голема свеченост по повод 80 години од формирањето на првата појава на есперанто во Македонија. Сите скоро напредни луѓе, раководители на оваа земја во бивша Југославија учеле есперанто. Есперанто го сметале за јазик на работниците, јазик за поврзување меѓусебно. Да додадам и тоа дека во текот на народно-ослободителната борба многу ретко, скоро ниеден есперантиста не прејде на страната на окупаторот. Сојузот на есперантистите на Југославија, посебно Хрватскиот есперантски сојуз, пред 2-3 години издаде една книга Хоноре ал или во нивна чест. Тука се кратки биографии на есперантисти, народни херои кои паднаа во текот на народно-ослободителната борба. Да речем и тоа дека сите наши раководители, или барем големиот дел од нашите раководители во Југославија, на некаков начин бил запознат и учел есперанто. Вие си спомнувате дека пред известно време кога беше емитувана на телевизија дел од животот на другарот Тито, тој во еден момент рече: учио сам есперанто, додуше тоа било мало времена, али сам научио толико да могу да разумем. Со еден збор есперанто во Југославија навистина имаше и има големи перспективи. Зависи многу само од тоа колку самите есперантисти ќе бидат активни за да може есперанто како јазик многу повеќе да се учи и да се изучува и да се користи. Денеска веќе може да се зборува навистина дека перспективите на есперанто се сосема јасни и многу добри. Навистина тоа е јазик со перспектива кој што и денеска веќе има многу голема реализација. Вие видовте дека постои огромна литература и во светот се повеќе се применува практично скоро на сите домени на човековата активност. Тоа значи треба и ние да пратиме само она што се случува во светот, треба се направи настојување да се воведи поможност во училиштата, како што веќе се прави во повеќе земји во светот, и тоа навистина да си ја добие својата вистинска намена. Алфино, дозволете да кажам на есперанто, јела номо дела Есперанта Лиго Македонија, mi dankas al televizio Skopje por organizado de tiu dissendo kaj esperas ke ĝi helpos por plua disvastigo de Esperanta movado kaj lernado de Esperanto. Другар председателот на Сојузот на есперантистите на Македонија се заблагодарува на екипата на телевизија Скопје која овозможи за реализација на оваа емисија и се заблагодарува за акцијата која е поведена за популаризација на овој јазик преку оваа емисија. A mišljenje specifijo jeste svem lafino, ču ne? Cio caso nestis tiel mallonge, se tamen ni estas obstine, ĉu Tre ne? bona emisio faris. Kaj mi esperas ke ĝi Estis iomete pli longa, tamen estas bona. Se vi estas preta forkuri, bonvolu. Ne, mi ne... Principe, kiam vi rakontis por la historio de la Esperanto, vi estas tre longa, se tio estas kompreneble, ĉar historio ĉiam estas tre longa, ĉu ne?